сопче. Текила, да, текила. Другари, другарки, Илија Волчевски. Пред се актер, музичар, каратист и последно нешто што не го знаев, а го разбрав, животна желба Формула 1 возач. Дали точно го кажав се тоа? Точно го кажа и некако и така и поред ги кажа. Прво приоритет нормални професија глумава, па после музиката, па на крај спортов. Некако. Сите три во едно, ама по приоритет некако така се. Да почнеме како си. Супер. Петка, фала на прашање, фала на поканата. Фала што ми дојде. Исклучително ми е кеф и радост што вторава емисија снимам со тебе. Кажи ми, да тргнеме сега од другиот редослед. Ајде. Твојата страст за Формула 1, од каде, како, кога? Па добро, не знам, генерација сум од Шумахер, дури беше актуелен. Онака не сум толку 94-та си дечко роден, 94-та сум Шумахер добро. 2006-та се пензионира. Или не подоцна. Не знам која година точно се пензионираше, ама кога ги освојуваш овие нели тие неколку сурет со Ферари. 2000-та, 2004-та. И Праиш ги гледав. со сериозен следеч на Формула 1. Следев цело време трките онака ми беше и некако како бренд онака. Значи, Формула 1, Шумахер, крај. Значи од многу мало. Од многу мало. Па да, иако не разбираш ништо Така. за спортот, следиш интересен ти е Да, некако. вистина е неверојатна е вештината да се вози еден Формула 1 болид. Тоа Тоа како е кога гледаш онака и само колата, кој ќе завлезеш во целата приказка, сите тие сили што ги чувствуваат, таа физичка подготвеност што треба да има еден Формула 1 возач, што мислам дека друг спортист тешко дека е подложен на таков напор Баш. за време и тоа во рок од 2 сати колку енергија троши. И има доста и тешки трки што се на многу топло време, нели со По 5-6 литри течно згубат за време на една трка, што тој тие дехидратација. онака баш исцрпени, не може да излезат од формула, од болид не може да излезат. Неверојатно. Јас сум фасциниран од тие луѓе дефинитивно. Не сум сакал да возам Формула 1. Јас сакам заради овие работи. Сега ги запознавам, односно како што се треба за да возиш формула, как ти треба за Формула 1 трка? Не, планираме со еден многу близок другар. Мислам сега сме и во некаква роднинска врска на некој начин кум му сум. Ајде, иде тоа него. Да. И планираме цело време, заради X причини некако уште сме немале шанса, ама прва прилика и се разбира да име на Монца Италија, нема друго. Нема за Фраганција, нема За како Ферари обичај сме. Балканис да одиш во Будимпешта на Не, Hungaroring. Монца Италија. Апсолутно. Тука И ни- тифозите. Тука ни е Во јазиното на тифозите. Да. 2000-та бев Hungaroring, неверојатно искуството да Кој си го дозволиш. Кој победи, мислам дека Хакинен победи Хакинен. 2000-та во... Него почитам го шофер на пласка, што не сум за тој тие. Кад не навлекуваме за кој набиваме, оставаме Шумахер. И тој чуда правеше на патека на крај, сега никој не знае историја каква состава е, Белги ќе се опарави. Да се надевам. Да го заокружиме муабетов за Формула 1, но ти сепак имаме поприоритетни муабети. Се е приоритетно на крајот на краиштата. Задоволството, малите задоволства како гледање одреден спорт се многу важни Да. во животот. Дефинитивно, така. Колку време да веќе во Прилепски театар? Морам да кажам неофицијално, хонорарно. Да. Па добро, моите почетоци се од 6 годинки прво згазнување во театар. И 2000 година, сега 2004, значи 24 години на сцената во Прилепски театар и пред запишување на академија и после академија. После академија некои 9 години, така. 9 години сум дипломиран. Ама добро, стратегијата нели уште како студенти неколку прилепчани што изигравме во представи овдека во Прилеп. И не знам, Прилепски театар од секогаш од мал, нели и заедно што сме ги имале доста проекти. Не Се само сеќаваш која ти е последна представа пред да се запишеш на факултет? Мангите пијат чај.
од Коле и добриот великан со тебе. И две паралелно ли беа или Паралелно се работеа така нешто? Паралелно се работеа, додека ја работевме Добриот великан, тогаш Димитар Георгиевски имаше здравствени проблеми, па јас влетав да го заменам, па така се случи да сум јас дел од двете представи. 9 години дипломиран. Ти си еден од ретките случаи кој што се запишал на 17 години. Да, имаше како малолетен без завршено средно образование. Точно. Имаше можност таква, порано да речам, си полагаш приемен испит на ФДУ, исто како и секој друг кандидат, со трета година завршено средно образование и најнормално се отираш приеменот испит, ако во случај успешно влезеш на академија, мислам дека беше 2 години даваат фора за завршување на средното образование и полагањето на матурата. Ако нормално се за тоа успешно. Да, заврши доста брзо со средното. Има на факултет разбирање тие неколку првите часови, да речам, по сите предмети, ајде запознавање, беше посебно поглавниот предмет актерска игра. Професорката Мини и Владо, другата класа што си водеше поконтрол, да си го прости, има разбирање, ме ослободија за да ги положам предметите што ми се од 4-та година што требаше да ги учам како предмети. Исто така има разбирање професорите во гимназија тука во Прилеп за полагањето, знаја дека веќе сум запишан на факултет, дека Многу е добро кога ќе се сретнеш со такви луѓе кои што имаат разбирање за твоите потреби во моментот. Супер. Двете страни. Супер е кога баш на факултет се среќаш со такви луѓе, ти одговараш на тоа разбирање со резултати нормално и на време го завршуваш средното образование, после активно мислам и експедитивно си ги работи задачите на факултет. Сега кажи ми колку лошо кога ќе не најдеш на разбирање во професионалниот свет. 9 години си дипломиран, играш скоро во сите представи во Прилепски театар, од која се завршена, се уште не се вработи. Како побогу преживуваш, како од шо живееш? Не знам, Затоа што мислам дека од хонорарна работа не верувам дека можеш да преживееш. Сигурно знам се ги со Дуо Волчело свирите, има свирите приеми, свирите настани кои што се исклучително интересни, многу интересно дуо виолончело и саксофон. Тоа сигурно носи дополнителни приходи. Снимаш филмови, снимаш реклами, ама на крајот на краиштата тоа се дополнителни приходи, не треба да ти биде спонзорство за да играш театар. Точно така. Не знам некој лош период, некое лошо време имам начекано едноставно конкретно со вработувањата во Прилеп или на било кое друго место. Мене јасно ми е дека во секој град на некој начин ни треба да имаат предност нивните, како јас што сум играл кod Малотер во Прилепски театар и сега уште сум актуелно мислам на репертоар во представите, така и во другите градови си има. Конкретно зборувам за Прилеп, такво време е некое, нели од голем ансамбл се намали доста ансамбл со дел заминаја во други театри, дел заминаја по специјализации. Дали трансфери, дали отказ од работа заради X причини, делни се иселија во странство или некои други работи, како и да е, битно ансамблов се намалува на Прилепски театар. И сега го разговаравме пред да почнеме со снимање дека она што се случи пред 15 на 17 години, тогаш и во рокот 4-5 години, 10-12 млади глумци сега. Колку актери има под 30 годишна возраст во Прилепски театар? Само Сара Спирковски исто хонорарно, што игра во неколку представи сега во Прилеп. Таа е само по 30 години, другите сите сме над Тоа е 30 општо. Тоа е сериозна. И вработени сериозна групка на воопшто запишани дечки на факултетот Прилеп. Има дечки по 30 години запишани.
Ама кои што се уште студираат, Или студираат или некои дипломирани што Не се немале занимаваат. шанса или не се занимаваат Имаме со една тие. прилепченка вработена во Тетовски театар, мислечи. Ирена Мирчевска. Ирена. Да, таа играше во Клетници тогаш. Да. Мислам дека е единствена представа во Прилепски театар и една представа Не, која и што со неговата работевме Нела. и со И него. таму беше исто. Така. И една партизанска што ја работевме со Саша Нацевски уште кога бевте, мислам, прва, втора на Да, факултет. антиумешност. Да. Да. Друго што сакам да те прашам, каков е твој однос кон луѓето кои што се имаат она Гунец, кажи еден виц? Порано сум го чувствувал како врска. Ја мислам, некако не знам, кажи една песничка или кажи еден виц и сум чувствувал како врска. Морам се да кажам, онака. А не си спремен, не ти некнува. Не си спремен или нешто, или импровизација, или некоја песна, или некој виц, појма немам што си го слушнал, кој знае од кога. Не ти паднало на памет кога чувствуваш како врска, тефтерче со виц. Кажи еден виц. Каже, виц сега, или ако знаеш, прочитај се го типо. Прочитај си. Да. Како не знам, порано вистина ми било како врска. Сега некако ми е спонтано сум за тие работи да се случат некако. Јасно. Ако сме во друштво добро расположение, тогаш имаш некако инспирација и за тресење глупости, можда и некој виц тогаш да ти текне и такви ствари. Ама вака од нигде никаде некој се чувствувам затечен, онака не ми е лагом, кажи некој виц, чек, полега се, како да кажам, виц не е. Глумец си по дефолт стално мора да си расположен, да имаш спремно 7-8 вица кои што се најсмешни на Да, светот. одракав. И да си спремен да ги раскажеш онака со ентузијазам Баш. за другиве. Да оставите по едно сточе во чаша вака пред да ви го кажеш. Ај, и таа за Франција беше еден период. Обовезно да ме кажи виц. Дај батица, сака за... Сум завршил тоа да Сега се како се кажам кажам. се, тоа е тоа. Тука било уствари вицов, не со некои такви зафраканци кои што одбегнуваш моментов за да кажеш виц, а уствари правиш некој потег што е исто така смешен, тоа ајде. Да се насмите што ти рекол. Ајде сега да те префрлам на Волче музичар. Може да земеш пак кларинет уште? Саксофон мислиш? Ова се. Сега зошто кларинетот ми пролета низ затоа што си прво има завршено кларинет ниже музичко. Право кларинет, да. И во главно луѓето што ги знам што завршиле кларинет ниже музичко купуваат саксофон, ама од оние помалите другите и почнуваат алто и почнуваат да свират свадби. Никогаш не ти падна тоа на памет? Ми опадната на памет, ама искрено сега за сега барем уште некако не се пронајдувам. Јас многу си сакам народна и традиционална македонска музика, и сам тоа сме ние. Тоа ми е во крвта на некој начин. Ја почитувам многу, уште не се пронајдувам така, за да можам ете така свадби или било што цела свеченост да ја водам јас со свирење, јас да свирам. А почетоците ми се со кларинет и свиревме нормално строго класична музика, онака за перфектен тон, сите тие ствари. Некако многу почна джез да ме привлекува. Пратичет ми джезер, Како превагна место да го купиш алт, да купиш тенори? Пратичет ми рече, да, Да купиш тенори, да свириш джези, сега да свириш со уште еден класичен музичар, да свириш алтернативни приеми на свадби или промоции на книги и така натаму. Ми беше некако, не знам, со класиката некако презаситеност од цело време класика. Нормално на страна се свира со кларинетчето, онака секако вид на музика. Ама прв братичет Филип Стевановски е страшен музичар. Секако вид на музика свири и пред секоја кога почна со джезот ми беше многу интересна музиката. И викам вака, јас сакам. И ми вика, земе саксофон. И стално го кажувам тоа, немав во моментот финансиски можности да купам и саксофон, продадов кларинет, зидов саксофон. И тој ми рече земи тенор. Алт ми вика, да, свириш се, можеш и джез, не дека не можеш, ама тенор ми вика тие, баш онака длабок звук, баш за таков джез фанк нешто во тој стил да е. Ај малку да ни поџезираш. И сега да видиме нешто, ајде. Джазерско свингерски. Дај нешто.
Тоа е добро сме ухвалани сме се. Кој за 35 секунди проба не сме лоши. Добро, тонalitет само да води. Редно е да ми дојдеш на проба, уствари, да си посвириме, да си Е, поџаваме. може да викаме и со крица, сега после и за нешто и за снимање. И него треба да го поканиме да си посвириме по емисија, Ајде, дефинитивно. Значи, раскажавме приказката како класичен кларинет на джез. Ајде малку сега за да ги чепниме љубителите на каратето. Дали последен пат кога правевме муабет не беше многу одамна, кажа дека се уште знаеш да подиш на тренинг, дали ти се случува уште? Се моментално, за жал, има само еден актуелен карате клуб, моментално што функционира во Прилеп. И порано бевме многу клубови, имаше Прилеп беше карате град. карате град беше и Немаше дете, јас кога бев, не знам, 80 насто имавме тренирано карате, барем една година. Жолт пояс имавме сите. Ама и добро котираат прилепските каратисти. Апсолутно. И на државни, и на балкански, На балкански, европски така шампиони натаму. сме имали. Како не, и доста и на светски куп сме имали Да, исто место освоено. Карате покрај музиката почнав професор по кларинет Драголюб Бузески, стално кажувам дека тој исто е мајстор карате. Со него ги почнав основните техники и после тој ми рече оди во карате клуб Лукас, кај тренери мајстори Тахил Јаков и Златко Настески. Бузески ми даде основата, Ахил и Златко целото напредување и надоградување и така натаму. Никош не ми И било мајстор си, имаш црн пояс. црн пояс прв дан, да. Ама Ама мајстор си. никош не ми било првостепено каратето на некој начин. Але сепак си го стигнало нешто првичен врв. на некој начин после долги Зело, уловување. Јас запрев на кафен и едноставно изгубив желба преку лето. Бев спремен да полагам, ама изгубив љубов преку летото, тогаш Јасно. почнав да тренирам Се тенис и така она што го направивме муабетот многу вештини на крајот да не останеме. И на крај без ништо да е. Без ништо. Ама нема да биде така, колку повеќе вештини имаш, толку полесно ќе се Па снајдеш. да, и секој спорт е во добар, живот. со другарите често играме баскет, одбојка исто многу сакам, пинг-понг. Било кој спорт, пливање, скијање, сега играш, многу одлично играш пинг-понг, сме играле и тоа. Имаме играно пинг-понг од многу одамна, да. Последно беше во Морнар. Не знам Таму дали имаше сега постои маса, се. Дидо имаше масен период, сега само во клубот кај што е Младост 96 Партизан сала. Таму функционира, уште има маси и има бизнес лига. Супер дружење бизнес лигата, морам да ја спомнам. Се организира бизнес лига, фирми се пријавуваат или синдикати од градот да речам и се организира бизнес лига кај што сме собрани главно аматери за пинг-понг, има и професионалци. Ама професионалците си играат измеѓу, и аматерите си играат измеѓу. Па сега. Не Не можеме не како го да да се пробаме меша. сега, да. Не Не го е да добро се да се меша. меша. смисла. Не е интересно, не е Тоа е интересно. исто како сега во сумо борење, некој ќе има 40 кила, со некој 340 кила. Нема Не нема било. логика, така? Нема смисла. Емисија ја снимаме во страшната недела. Да. Или страстната недела, како е наречена, неколку дена пред Велингден, еден од најголемите празници. Ти знам дека си верник. И јас сум така растен, ама запознавајќи уметноста, религијата ми стана се подалечна и подалечна. Како
успеваш да ги спојуваш тие две работи, затоа што и мене, запознавајќи го едното, ме оддели од другото. Не можам да ги... Имам разбирање, значи, кон скоро за сите религиозни луѓе, особено за луѓето како тебе, кои што не се, ако не го познаваш лично, нема да ни да разбереш дека е. Како ти ги спојуваш тие две работи? Па добро, може би звучат контрадикторно, не знам, уметноста и се што е уметноста и религијата од друга страна, ама е, како би спојувал, интересно прашање, не сум размислувал, за тоа како, за начин. Ајде малку да пробаме да филозофираме на тема, најлесно е барем преку цитати. Мене, например, еден од тригерите во животот, онака веќе бев тргнат да се разделувам со ова кое што сум растен. И тогаш видов една телевизиска емисија кај што гостува Стево Живот, кој е на земја, еден од бардоите на југословенската кинематографија, театар, актер, режисер, се и се што, феноменален мислител и кој што даде една дефиниција за Бог, века, според мене, или за што е поблиско од Бог, до Бог. Века, според мене, века, религијата е најдалеко од идејата за Бог. Многу поблиско е уметност. И кога ќе си го размислиш што, како уметник, која ти е целта, како театарски уметник, дека ти е целта да, не знам, да анализираш сериозни проблеми, да ги предочуваш пред општеството, да го правиш подобро општеството. Има некои дефиниции за актер што кружат дека актерот е учител по етика и така натаму. Кога ќе навлезеш во таа прича, на вистина, сваќаш дека уметноста е многу близко до идејата за Бог. За она да на кое што би направило подобри човечки суштества. Да. А истовремено, кога ќе видиш како функционира религијата пред се како институција, далечно ти е таа приказка за... Барем мене така ми стануваше. Кога станува збор за религијата, односно поточно за православното христијанство и православни христијани сме, можам да кажам дека на некој начин, ја спаѓам во групата на неуки луѓе кога станува збор за литература. Ја имам прочитано, не можам се сетам дали ја допрочитав од Купелот до гробот, се викаше на книга, и Новиот Завет, што го читам постојано. Не сум го читал толкувањето за Новиот Завет, толкувањето, тоест, само го читам Новиот Завет. Немам гледиштата од луѓето кој како ја разбира, не знам и не можам да кажам, бидејќи не знам колку е поврзано и колку може да е така некој човек како што го спомна колегата, да е така да си направи некоја паралела и со уметноста со религијата. Едно знам и по тоа се водам дека има некаква филозофија и толкување во религијата на некој начин во православното христијанство, ама од друга страна е многу едноставно. Двете најголеми заповеди се сакај го Бога со цело своја душа, тело и така натаму, и сакај го ближниот како сами од себе. Тие двете и верба, надеж и љубов да имаш. Од сите нив најголема е љубовта. Апсолутно. Тие работи се. Кај што нема многу филозофија. Нема филозофија и тоа е апсолутно. Дали некој тоа го поврзува со уметност или со едно или со друго, ако му е полесно нека го поврзи, за да си го свати на некој начин така нештото. Мене не ми дошло до идеја така да ги поврзам. Да ги поврзам работи. Уште еден цитат, например, и тука ќе се окружиме со да сакам да кажам дека многу сакам со тебе да отворам оваа тема затоа што исклучително не го наметнуваш што никаде, на никој, ја си го чувствуваш како интимно, тоа си го имаш како интимно чувство кое што ти дава спокој и те прави подобар човек секој дневно. Па да. И тоа е целта.
И така Целта треба. така е. Грешиме секојдневно да се разбериме, не Апсолутно. дека Апсолутно. верник, неверник верува и така И натаму. една работа која што исто во истото интервју го кажа, кога цитатот на Достоевски, кај што вели дека луѓето ќе почнат да се сакаат себе си кога ќе престанат да веруваат во вечен живот. Кога ќе сватат дека се што имате овде и сега. И нема шанса за поправен да се сакаат утре. Нема Го шанса. парафразирам. Да. Тргната идејата пак по религија како православни христијани ние веруваме во вечниот живот. Праведниците нели за во вечен живот. А не праведниците во вечни окол. Апсолутно, јас си го поврзав тоа со логички да размислуваш, ако имаш вечен живот и шанса за покаяние, кој што исто така го нуди една од најсветите тајни на христијанството е покаянието, така? Ако ја имаш таа шанса, многу е поверојатно да сгрешиш. А ако ја немаш шанса да за покаяние и вечен живот, ако го чувствуваш дека се што имаше ова овде, е многу Се овде полесно. действува и за позитивни работи. И единствениот мотив твоето действување да бидеш добар човек и да оставаш да ја правиш околината подобра, е за луѓето кои што идат после тебе. Дури и да немаш деца. Ама и за Имаш за некои околу други тебе. и околу И тебе. Имаш моментално луѓе да кои се што ги се- сакаш. Зошто да не би го направил? Дека тоа треба да ни биде движечката сила да бидеме добри, а не некаков вечен живот и... Ама и за некои што не ги знаеме. И за некои што не ни се во сега нашата тук, околина. апсолутно, Зошто за секој, да лошо да мислиш или злоба кон некој што си го сретна еднаш два пати или прв пат го гледаш како и да е. Согласен, 100%. Значи сега ќе му речеме на трет ден Великден ќе се иметуваме, честит Великден и се вели Христос воскресна. Наистина воскресна. Убаво е да остане и треба да остане дел од традицијата. На крајот на криштата и низ дебати со луѓе кои што мислат различно на одредени теми, стануваме подобри луѓе. И на овој начин само сакам да кажам луѓе кои што размислуваат сосема спротивно за една работа, можат како луѓе, како другари да се разговараат и да дојдат до некаков елементарен заклучок и со Да. не сме да бидат теми за пизма, а да бидат теми кои што Може и ги преубедување спојуваат. да се случи. Апсолутно. Мислам, многу примери има така. Апсолутно. И во едниот и во другиот правец. Да, како и да е. Апсолутно. Да се случи промена кај било кој човек од лошо кон добро е супер. Апсолутно. Е супер. Апсолутно. Тоа е Се што тоа ни е целта, односно на, мислам. на кој не е важен начинот, важно е денес да си подобра верзија од вчера и утре да си од денес подобра Ако не е- верзија. И тоа е тоа. Немаме мотив за такво нешто не е. Волче, фала ти многу што ми гостуваше во емисија. Фала ти за поканата и што се Мислам после дека си направивме многу убав муавет. Најверојатно прескокнав некои работи кои што сакам да те Размисли не е завршена уште емисија. Имаме до Имаше душа. за Имаме, ама целата прича имаше некако многу интересна и точна динамика и на крај завршивме некако спокојно и Ги отворивме сите темите и И- религија, и спорт, и музика, и театар. театар, малку и општество и како се века институции зошто не ги вработува младите талентирани луѓе. И пак остане да сме здрави, живи, што е Апсолутно. наше ќе си дојде тоа е. Апсолутно. А наше е да се трудише побрзо да дојде. Што побрзо да дојде и да сме Ама подобри луѓе. да не биде no matter what, да биде со добри средства. Да. Трај би одјав на шпица. Ајде, земји на чет. Аха. Ајде. Добро,
една прилика сега. Ла, 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 ла.